Општинската организација на СДСМ во Гостивар на пресконференција ги представи економските антикризни мерки донесени од владата. Ние одлучивме дека оваа здравствена и финансиска криза нема да ја гледаме само како проблем и ризик, туку пред се како нова можност за нова македонска економија, за структурни промени и раст, нагласи председателот на СДСМ во Гостивар Драголюб Филиповски. Ефектите од овој нов пакет економски мерки се на сите нивоа. Ќе ги осетат сите граѓани и многу ресурси во економијата. Ние сме социјална држава и солидарно општество и затоа во мерките може да се пронајде секој, зашто секој треба и секој ќе добие поддршка. Овој пакет мерки ги опфаќа граѓаните, невработените лица, социјално ранливите категории, младите, средношколци, студенти и млади до 29 години, домаќинства со ниски примања, погодени сектори од кризата, домашните компании, производствени, прехранбени и други капацитети, извозните, услужната дејност и туризмот. Во однос на преговорите околу датумот на парламентарните избори, Филиповски рече дека доколку нема консензус, изборите по сила на закон ќе бидат на 21 јуни. Но доколку ДПМН упорно избегнува консензус, тогаш изборите по сила на закон ќе се спроведе на 21 јуни. Тогаш истекуваат сите изборни рокови, 22 дена после завршување на вонредната состојба. Верувајте, ние најмногу сакаме да дојдеме до консензус. И досега правевме се и ќе продолжиме и натаму да вложуваме максимум за заеднички договор. Не е добро ни за ДПМН, ни за нас, ни за државата да нема консензус по вакви прашања. Но ако сепак ДПМН инсистира да нема датум за избори, тогаш по сила на закон изборните рокови го проектираат 21 јуни како изборен ден. Тука веќе работите не зависат од нас, туку од законите. На пресконференцијата во Гостивар беше речено дека ВМРО ДПМН гласала за распуштање на собранието, поддржала распишување избори, ставила печат на кандидатските листи и доколку нема консензус на изборите на 21 јуни, нивната листа ќе се најде на гласачкото ливче.